Добро утро за Горан Устијановски, шеф на Охридската капетанија. Господин Устијановски, добро утро. Добро утро, добро утро. Предпоставам дека предпоставам дека не само што е студено, туку и прерано да има кајчиња во Охридско езеро. Кога се раздвижува таа Охридска флотила? Веројатно 8 часот наутро е прерано. Сигурно 8 часот наутро е прерано, меѓутоа во текот на денот веќе почнуваат и првите наутичари да се појавуваат во водите на Охридското езеро, претежно рекреативци. Има ли рибократци? Тие ноќно време работат или брано наутро? Обично работат при намалена видливост и ноќно време. Така е. Да, меѓутоа, знаете, тоа е секојаш зависи и од сезоната. Кога ги има повеќе, кога помалку, и тие имаат свој некој неофицијален свој веројатно календар. Зависно од рибите и типовите на риби. Така е. Ве побарав утринава најмногу за да поразговараме за една вест која што викендов се заврти по порталите, по електронските медиуми и така натаму, а се работи за оваа првпат во Македонија донесена, ајде да кажем, полуподморница, ако смеам така да кажем, нешто што ќе го прикажеме ние и кај нас на екраните, бидејќи се заврте и фотографии од тоа, една црвена туристичка, би рекол дека тоа сепак брод со стаклен под, специјален и така, иако личи на подморница. Јас разбрав дека подморницата е во собственост на кавадарчанец, кој што често престојува во Охрид. Точна ли ми е таа информација или имате ли вие некоја подобра информација? Видете, околу собственоста на полуподморницата, значи да, таа е собственост на приватен инвеститор, голем залюбеник во Охрид и така натака, така што ето е некоја идеја за збогатување на туристичката понуда, разгледувана од порано, сана реализација сега повторно велам со една мала неизвестност како во иднина тоа би се експлоатирало, односно на колкав интерес би наишло. Јас да ви кажам дека мислам дека овој пловечки објект е хрватски, со хрватско производство и ние што сме биле на Јадрано сме возеле деца, особено помали деца кои што се заинтересирани. Не е тоа незанимливо. Предпоставам дека ќе има клиентела и во Охрид за ова. Сигурно, знаете, тоа е, да, како што кажате дека е хрватски производ, еден од ретките пионерски потфати во овој дел во светот, не само во Хрватска. Јас чисто ја разгледувам и секој ден пловен објект, таква ми е, да речем, и пасијата, го разгледувам прво од чисто технички аспект. Едно совршенство од иновации и естетика. А она што рековте дека ќе има интерес во Охрид, затоа што Охридското езеро веројатно е и едно од најчистите во светот, односно после најчистите мориња е на прва уникатна шанса вакво пловило да заплови и на езеро, а не само на море. Бидејќи неупотребливо е по било кое друго езеро во Европа и во светот. Така е, претпоставувам заради бистрината. Заради уникатните карактеристики на нашето езеро. Да, а кажете ми вие, ќе имате некакви специјални стандарди кои што ќе ги примените за да дадете дозвола за ова возило? Бидејќи претпоставувам дека прв пат имате шанса со подморници да се занимавате. Тоа ќе ви го објаснам доста едноставно. Секој еден производ кој што плови и се произведува серијски мора да биде сертифициран од надлежна институција, матично тело каде во земјата каде што се произведува. Во случајов тоа е Хрватскиот регистар на бродови, каде што овој пловен објект има добиено сертификат како чамец, значи категорија чамец, и со оглед на тоа сите оние процедури кои ќе се спроведуваат врз пловниот објект од аспект на проверка на неговата техничка способност се применуваат правилата и барањата за чамец со стаклен одбор. Господин Устијановски, немаме уште многу време, но морам да ве прашам за крај. Светскава сезона со туризам започнува лошо, се разбира, заради вируснава пандемија и така натаму, но мислам дека тоа ќе представува многу зголемена шанса, особено на Охрид како главниот туристички центар во Македонија, за една успешна туристичка сезона, можеби најмногу и со домашни туристи. Предпоставам дека тоа ќе предизвика многу поголем број на пловни објекти во Охридското езеро, на луѓе кои што инаку одат по разни други места да летуваат пред се на морски обали и површини и така натаму. Очекувате ли, можете да се справите со таа концентрација на пловни објекти, од има глисери, чамци, скутери, ја не знам што се има и така натаму, како ќе биде оваа сезона?
Реално дека се справуваме. Само да знаете дека оваа сезона ќе биде за жал ќе биде едно послабите. Сме поминале многу силни сезони кога биле тука и нашите домашни гости од нашето блиско окружување, меѓутоа огромен број на гости и од странство. Оваа година повторно велам со жалење констатирам дека ќе изостане огромен дел на гостите од странство, така што концентрацијата на гости во секој случај во апсолутна смисла гледано ќе биде и малку помала од претходните години. Затоа и апелирам и најмногу да искрено да кажам, и лично сум незадоволен од пристапот на определени медиуми и така натака кои постојано ја форсираат идејата и тезата кога ќе биде отворени границите со Грција, кога ќе биде отворени границите со некои други земји и така натака. Сето тоа е во секоја информација. Меѓутоа, нормално е ние да тежиме за кај нас. Треба да тежиме, значи, нашите гости во сезона да ги насочиме во Охрид, односно по македонските летовалишта, не само Охрид, тоа да биде и Преспа, и Тојран, веројатно и планинските места и така натака. Спасот на туризмот веројатно во оваа година е најмногу во домашните туристи. И треба да се турка таа идеја да се пропагира одморот во нашата земја. Еве, капетан Горан, така е, капетан Горан Устијановски, јас ви благодарам за утринско вклучување. Следното ќе биде, ќе видиме дали тоа ќе ни успее, ќе биде со линк од подморницата во Охрид, кога таа ќе проработи летово, па може ќе се вклучиме директно да направиме мал разговор директно во програма со поглед на охридските бистри длабочини. Додуше, кој знае што се има на дното таму, гледаме што се вади, ама да се надеваме дека ќе биде тоа едно ново, пријатно искуство за сите кои што сакаат да го видат тоа охридско дно. Ви благодарам уште еднаш, капетане.